За референдумот на 30 септември и за тоа што ја очекува Македонија во следниот период на Пресинг ТВ разговараме со пратеникот Антонио Милошовски. Господин Милошовски, на 2 недели сме до референдумот. Што можеме да очекуваме до 30 и периодот потоа? Како што започна оваа работа со референдумот, мислам дека може да очекуваме дополнителни незаконитости, дополнително незаконско трошење на буџетски средства од граѓаните за владина кампања, иако со законите изричито е забрането владата да води пропаганда, дополнителни спинови и лаги дека се работи за референдум за Европска унија и за НАТО, за членство, а сите знаеме дека се работи за референдум за менување на устав, на уставно име, на пасош и на историја, на националност. И мое мислење е дека може да очекуваме и дополнителни притисоци, закани, подкуп, понуди, како дел од стратегијата на владата, знаејќи и самата дека народот нема волја да го направи тој чекор, да ги поттикне, да ги мотивира или да ги притисне дел од граѓаните да направат поголема излезност. Како ја оценуваате атмосферата кај граѓаните? Според мене кај граѓаните, барем кај оние што се граѓани, да речам, лојални на уставот, на државата, на Република Македонија, гледам дека има едно незадоволство од начинот на кој што оваа работа се турка неуставно, насилно, со прекршување на законите и со едно понижување на целата нација и подценување на интелигенцијата на граѓаните со продавање на одредени лаги кои што се сервираат како измислени факти. Мислам дека и самите политичари се свесни, па дури и тие од владината коалиција, дека на референдумот тешко е да се направи потребниот законски уставен цензус и јас искрено, доколку има фер гласање и доколку нема притисоци, нормално сега за фер не можеме да сметаме владината пропаганда која што е секојдневна и е доминантна, но не очекувам повеќе од 550 или 600 илјади граѓани да се појават на гласачките места, во кој што сметам дека еден добар дел, околу 300-350 илјади би биле партиски војници кои што тоа ќе го направат по директива. Така, деновија многу се говори за успешен и неуспешен референдум. Што според вас е успешен или неуспешен референдум? Тука нема простор за толкување. Уставот и законите јасни се што значи успешен, а што неуспешен референдум. Успешен референдум е секој оној кој што ќе го исполни цензусот од 50% излезеност на запишаните гласачи, тоа се 904.000 од прилика. Неуспешен е секој друг референдум кој што ќе има помал број на гласачи. Значи на референдумот да излезат теоретски и 750.000 гласачи, тоа е неуспешен референдум според законот и според уставот и со самото тоа неуспешноста на референдумот ќе значи одговор дека мнозинството гласачи не се за тој референдум. Така, зошто доколку власта сметаше дека има поддршката од граѓаните за толку важно прашање се одлучи да распише консултативен наместо задолжителен референдум? Тоа е една од неуставните категории што ја направи владеачкото мнозинство по однос на овој референдум, бидејќи јасно е пропишано во уставот и во законот за референдум, доколку имате референдумско прашање во кое што ги прашувате граѓаните дали се за зачленување во некоја друга меѓународна организација или сојуз на држави, како што тоа го направија манипулативно со Европската унија, референдумот мора, уставен императив мора да биде задолжителен. Го направија консултативен, токму затоа што знаат дека не се сигурни дека со излезноста ќе го постигнат цензус. И консултативниот е една, би рекол, споделување на одговорноста, на предавството кој што го направиле личности, 1, 2 или 3. Консултативниот референдум треба да биде покритие дека тоа го направил и дел од народот. Ке сакат ли да прикажат колкава и да е бројката дека големо мнозинство од тие што излегле биле за референдумот, иако ќе го нема потребниот цензус, речи си е известно? Имајте ги во предвид лагите со кои што се пласира во владината пропаганда дека ќе има бесплатно здравство за секого во ЕУ и на секој чекор. Јас сум живеел во Германија и многу луѓе живееле во други европски држави, никаде нема бесплатно здравство. Мене не би ме изненадило неуспешниот референдум да се обидат да го спинуваат и да го продадат како успех, манипулирајќи со бројки и со проценти, но уставот е јасен. Секоја бројка под 904.000 гласачи е неуспешен референдум. Така, бевте министер за надворешни работи, одблиску ги следевте преговорите за името. Власта вели дека подобар договор од овој не можело да биде постигнат. Имаше ли можност во минатото да се постигне договор со Грција? Мислам дека секогаш и во минатото и денес и во иднина може да има подобри договори на секое поле. Изговорот дека нема да може да имаме подобар договор е едно плитко алиби и признание дека договорот е лош.
не сакајќи да признае власта дека подпишала лош, капитулантски и за Македонија подчинувачки договор, тие со самото тврдење дека подобар договор не може да има, власта докажува дека овој договор е лош. Според мене, ценам дека Република Македонија не може да се согласи, нема право ни еден политичар, Уставот на Република Македонија на кој што граѓаните му дали легитимитет, собранието му дало легитимитет, Европската унија преку Бадентеровата комисија го прогласила за коректен, стандарден европски устав, не може да подпишете договор со кој што го загрозувате сопствениот устав. И самиот тој потек, таквиот чин, го прави договорот многу лош. Така, главниот аргумент на власта од договорот од Преспа е дека е заштитен македонскиот идентитет и јазик. На друга страна, грчките власти и од опозицијата и од власта велат дека не постои македонски јазик. Идентитет говори за некаков словенски јазик. Мислам дека тоа е уште еден дел од пропагандата, бидејќи 1977 година македонскиот јазик е внесен во Обединетите нации и светски признат. Тоа значи дека штом ние го имаме тоа како стекнато право, нема потреба зошто да го отвараме и да го деградираме дополнително со некакви фусноти. Македонскиот јазик постои, реалност е на меѓународно. Признаете од Обединетите нации. Впрочем, Европската унија не признава јазици. Европската унија не е лингвистичко тело кое што треба или не треба да признава нечии јазици. Македонскиот јазик беше признат и запишан, а со самите фусноти и дополнителни оптоварувања кои што овој договор ги носи, само се прави уште еден сомнеж и уште еден предизвик, препрека, проблем за јазикот и за идентитетот. По однос на идентитетот и државјанството, видете го договорот и споредете ја англиската и македонската верзија и ќе видите дека не е случајно во македонската верзија пропуштено таму каде што во англиската верзија пишува националност, во македонската верзија е преведено само државјанство. Значи никаде не постои македонска националност како потврдена форма на идентитетот во рамките на договорот, а за самото тоа најдобар доказ ни се тврдењата на грчкиот министер за надворешни работи и на грчкиот премиер, кој отворено и во самиот Европски парламент кажаа дека се работи за нив, за словенска нација и словенски јазик, со што се гледа дека владата, сакајќи да остане на власт и да исполни оваа задача која превзела пред некого како обврска, за да биде на власт, го нарушува интегритетот на македонската нација. Ке може ли да се истурка договорот во грчкиот парламент доколку помине кај нас? Впрочем, ни времената спогодба никогаш не беше ратификувана во грчкиот парламент. Мислам дека Грција направила за себе многу добар договор, методолошки, според структура, затоа што македонската страна, брзајќи да го исполни она што го ветила пред други странски фактори, прифатила договор во кој што македонската страна треба да направи се, неповратно да го смени уставниот поредок во државата, а при тоа државата Грција да не направи ништо. Затоа и многу е лош членот 2 од договорот во кој што во еден дел пишува дека има два кумулативни заеднички услови кои што мора македонската страна да ги исполни за Грција да добие обврска да ја поддржи нашата држава, а тоа се успешен референдум и успешно менување на устав. Ако еден од овие два услови не се исполни, без разлика кој, договор нема ни да дојде во грчкиот парламент. Грција ќе има причина, ќе има мотив, ќе има изговор да не го исполни својот дел од обврските. Впрочем, обврските на Грција не се ништо поразлични од она што го имале како обврски за времената спогодба. Дека ќе дадат поддршка за Македонија за членството во НАТО и да почне преговори со ЕУ. Ако една држава, еднаш тоа го прекршила, и за тоа имаме меѓународно признаена пресуда, која што патем со овој договор се анулира, за жал, тогаш како може една страна да верува дека истата таа држава која еднаш го изиграла договореното, дека сега повторно ќе го почитува истата обврска од она што го имала како договор. И затоа сметам дека е многу лош договор, кој што председателот Иванов со право го наведе како договор кој што ја доведува Македонија во подчинета положба, што е спротивно на кривичниот законник на нашата држава. Така, дали кај македонските власти постои разногласие по овој договор? Премиерот Заев најави дека доколку не успее договорот, тоа можеби ќе значи крај за владата, додека спикерот Џафери вели дека институциите ќе си ја завршат работата. Мислам дека тврдењето ако имаме неуспешен референдум дека институциите ќе ја продолжат работата, е спротивно на целта на референдумот и на уставните норми кај нас. Ако има неуспешен референдум, тоа е порака дека гласачите се против тој референдум и против овој договор. Ако има успешен референдум,
со 905.000 излезени гласачи, тоа е порака дека гласачите се, доколку гласале мнозинството за, дека се за овој референдум и за овој договор. Затоа, доколку референдумот биде неуспешен и имаме неисполнет цензус, тоа значи дека е порака за институциите дека тоа прашање граѓаните веќе го одлучиле и дека мнозинството граѓани рекле дека не сакаат таков референдум и не сакаат таков договор. По однос на премиерот Заев, сметам дека тој самиот е свесен дека во политиката ја има ова еднократна улога. И ова треба да го заврши, веројатно и како личен долг за некои негови придобивки кои што ги остварил на политички, на кариерен, на материјален план. И ценам дека самото бойкотирање на референдумот ќе биде порака до владата од различни граѓани, различни групи со различни мотиви. Некои граѓани ќе испратат таа порака на бойкотирање затоа што се незадоволни од работата на Заев. Некои ќе испратат затоа што не се задоволни од здравството, од нивото на корупција или од некои други области. Некои затоа што не се задоволни од починетата положба на Македонија во однос на Грција со самиот договор, но според мене, доколку има неуспешен референдум кој што нема да го постигне цензусот, тогаш морално би требало владата да си поднесе оставка како одговор на таквата реакција на граѓаните. Така, да се вратиме на односите во вашата матична партија. Постои ли некаков раскол во ВМРО-ДПМН откако лидерот Мицковски остави на граѓаните сами да одлучат што ќе прават со референдумот? Од друга страна, подпредседателот Јанчев не се согласува со одлуката за бойкот. Вие пак се залагате отворено за бойкот. Јас не сум член на извршниот комитет, на извршниот тела на партијата, не сум учествувал во тие дискусии, но она што можам да го кажам, како човек кој што на терен има контакти со голем број од членството и гласачите кои ни дале доверба, 96-7% од членовите и поддржувачите на политиките на ВМРО-ДПМН се за бойкот на овој референдум. Некои од нив се политички едуцирани, некои се со поинаква едукација, некои имаат повисоко, некои пониско образование, различна социјална положба, но луѓето веќе во 30 години независност добија политичко искуство и знаат дека не се исплаќа да се игра на наместена утакмица. Референдумот е една наместена утакмица каде што Заев и Никола Димитров сакаат да се ги исперат рацете и да добијат покритие од народот, а при тоа 100% излезеност да штелуваат во Рачиново, наспроти 20% излезеност во Битола. Затоа сметам дека бойкотот и според Венецијанската комисија и според сите демократски норми во Европа е порака, демократски избор да упатите порака до властите кои што го узурпирале системот и работат против уставот. ВМРО-ДПМН е според мене добро е да го слуша гласот на членството, бидејќи ние како пратеници или функционери на ВМРО-ДПМН самите постоиме и сме на тие позиции затоа што членството ни дало доверба да раководиме со партијата или да ги представуваме во собранието. И затоа ценам дека давањето на еден таков став секој нека одлучи според сопствено убедување е на некој начин демократски, секој граѓанин ќе има избор, но во принцип партиите треба да дадат и препорака. Мојата препорака како пратеник е во согласно со граѓаните кои што ме гласале како пратеник. Јас го почитувам нивното мислење и затоа апелирам бојкотот да се свати како демократска алатка на изразување на незадоволство кон власта и кон договорот и сметам дека е добро да се направи тој бојкот на секој индивидуалец кој што се согласува со тоа мислење. По однос на пораките на господинот Мицковски, господинот Митко Јанчев и другите, ценам дека е добро да имаат претходно добро усогласување, а потоа да имаат заеднички настав, бидејќи секогаш разногласието е убаво за една демократија, за дискусија, но добро е на крајот да се знае и да се формулира еден заеднички став кој што може да им помогне на граѓаните. Така. Господин Милошевски, благодарам.